Денес е Велики петок, ден на жалост во христијанството. На овој ден во првиот век од нашата ера, Исус бил уапсен, измачуван и осуден од страна на Понтиј Пилат на смрт со распнување на крст. Бидејќи овој ден е тажен ден, исто како и средата и петокот е тажен ден за православните христијани, бидејќи во средата Господ Исус Христос е предаден, а во петокот е убиен и се наоѓа во гробот. Така да и нашите верници сметаат дека црн петок го нарекуваат петокот после Великден, кој е светол петок, а дека најцрн, најтажен петок е петокот сега што го споменуваме. Православните канони за овој ден предвидуваат строг пост. Најтешките треба да се поштува, денеска ништо не се работи, строг пост, тажен ден и така, музика, не? Денеска е распен петок, најтежок ден во христијанството наше. Православците што го славиме, четврток се бали нели вчера саме пред сонце јајцата, а денеска на црква да оставиме јајченци, да запалиме свечка. Петок, секој петок си идам, секој година. Идам на црква, у петок само. Во сите цркви на централно место се поставени маси покриени со плаштеници, на кој е представен Исус во гробот под кој верниците поминуваат. Таа деци од какој народ постанало. Од секогаш и младо, и старо, и бебиња, и сите спроврат. За здравје, сите се спровират и ние. Од секогаш постоја таа дет, ние сме христијани, таа е најдобар празник, чекаме го цела година. Поминувањето под плаштеницата всушност го символизира нашето соединување со Бога и неговите маки, но и преминот од мрак кон светлина, односно од смрт кон воскресение. Со денешниот ден почнува тродневната жалост по распнатиот Исус, но и подготовките за неговото воскреснување. Славеме го ради Исус кој се воскреснал и сите така прават и ние. На Велики петок во текот на денот се оди во црква и се носи едно јајце и здравец, кои се оставаат на масата пред распетието. Така било од секогаш, така се прави и денес.